Па добро, Жаре, знаеш и ти, брат, дека рапот е посебна музика. Значи, рапот не го бираме ние, рапот не бира нас. Прва песна имаше прв албум, брат. Значи, Public Enemy, Yo Bum Rush The Show. Значи, првиот албум кога ми дадоа, пред тоа слушав. Јас имам и кај на емисија, значи, во ДНС имам кажено дека бев бибој, пред да почнам да слушам хип-хоп, бев бибој. Значи, слушав Fatboy, Sugar Hill Gang, Cybertron, такви ствари слушав. Имаше на времето доста бибои, меѓутоа грото од тие луѓе веќе излегоа од државата. Овие нови генерации као пратат нешто тренд, пратат мода. Мислам, хип-хопот не е ни мода, тоа е цела култура. Меѓутоа не знам, брат, зашто не заживе. Ево, знам дека доскоро имаше и вамо во Скопје нешто као некој настан имаше со бибои и слушав дека одзивот е мал, што лично ме погаѓа. Знаеш, бибои тоа е баш она исконското хип-хопот. Да, јас сум страшен оптимист. Значи, од времето кога ние правевме рап, кога ние слушавме рап, беше многу тешко да излезеш, макар и ајде да не кажем кафики, али ево се дружевме на журки, на забави, по куќи, знаеш, да не зборам значи за поголеми ствари. На крај у дискотека пуштав тоа негде во, шо знаме, брат, негде пред 2000-та е негде тоа. Уште беше рапот као баук, некако луѓето не го сакаа рапот во тоа време. Више беше панкот, рокот. Сега ова што се случува сега, па може да кажам дека моментално во Македонија има добра рап цена, пошто сите нели ние хип-хоп артисти и диџеи од Македонија критикуваме као нема. Ке кажам дека младиве деца ја разбираат музиката. Сега некои од диџеиве, а мада и ние ограничуваме со некои стилови. Мада јас го држам бумбапот, го сакам бумбапот као правец во хип-хопот, али респектирам и поддржувам се што е во врска со хип-хопот. Па битбокс, вака да ти кажам, рокав пред 3-4 години доста добро и бев фокусиран на тоа, али као што гледав дека у Македонија битбокс сцената малце е на ниско ниво и немаше многу артисти и тие работи, малце така се демотивирав и откажав се едноставно, али па го имам тоа у мене као што ми кажуваат некои што ме имат слушано, дека и се свиѓа тоа што го правам. Пишувам почесто, фристайлот го користам како бекап план кога нема да паметам некој текст, па влегувам со фристайл. Сега спремам малку поразличен стил на хип-хоп заедно со Влакс од АНАО, поздрав до него. Спремаме експериментален хип-хоп, сторителинг, трн во око сме, гаѓаме тамо дека највеќе боли. In the box, you need more strength than just locks. I rock hardcore, even when I dress suited. On some business shit, my street is secluded. What is the shit? Rappers want to blossom, but they all a costume. Thinking we buffoon, I tell you soon you learn the hard way. Thames and blunts, going Broadway to the theater. Hard rocks is getting weirder, like mirror. From islands, the east is in your palace on some proper shit, and it will never be the opposite. Many is in that. Oh my God. Many is in that. Oh my God. Не знам кога беше точно месец, искрено да ти кажам, се знаеме со Рик, тој не е Рик, али се знаеме со Рик од многу поодамна. И така седевме и се најдовме баш за West Coast. Као демек, абе, ти го знаеш овој? Го знам, а ти овој го знаеш и некако почнемо муабетиве
знаеш, да си се поврзуваме, кој го знае, како го знае, вака, онака. И видовме дека има некоја хемија, дека се разбираме. Сега, малце во Прилеп и општо надвор од Скопје немаше постари рапери што ќе те научи на некоја школа. И ти мораш сам школата да си ја земаш, сам да си најдуваш нешто и да слушаш. Најблиско нешто што ни беше Битола. И од Битола имам постар брат, морам да го поздравам. Ни ми носеше касети, цеди на нешто, некои артисти прв пат што ги слушаш и многу ти е интересно, знаеш, почнуваш. Нема YouTube, имаш MTV и го имаш Eminem со The Real Slim Shady. Ама гледаш дека има еден црнец и се вика Доктор Дре. И бараш кој е тој Доктор Дре. Гледаш Доктор Дре дека го има некој Снуп, го бараш Снуп. Разбираш дека претходно имало некоја NWA, бараш кој се NWA. И знаеш, и почнува ерава на интернетов и сам се едуцираш и си правиш сам своја школа. И тоа беше многу убаво за нас, како Титаниум, што се издигнавме другиве групи кои излегува во тоа време, излегува со некоја школа од некој постар што му ја кажал, а ние со сосем нова некоја наша школа, нешто за пањачка. И тоа се смеевме, ептен и така и не научија, демек, еве ги овие West Coast-ов. И кога ќе влеземе во локал, се знае пушта нешто Дре, Кјупова, она, за Титаниум, пошто иди со West Coast. И така почна ти викам уште 2006, ама 2007 рековме што да правиме, како да правиме. Му викам, сакам да направиме бенд. Ја да му викам, првин се договаравме заедно да рецитираме, ама свативме дека тој многу повеќе сака музика и продукција, а јас сакам да пишувам. И така направивме затоа толку долго и заедно успеавме, пошто тој знаеше музикава како да прави, а јас знаев на негота музика како да рецитирам. И не си се мешавме еден за друг. Така, си се држевме цело време. И 2007 му викам мора да имаме име, јас мислив, знаеш, од дете рапував, слушавме Агоп, Вазве слушавме, Пука, Кланисток, се што, знаеш. Викам, цврст рап дека треба да биде. Титаниум е најсилниот хемиски елемент, че сикаме Титаниум. Ама не ми вика Титаниум, да, не Титаниум ми вика. Да, Титаниум. Шо, зашто да? Пошто е црнечко, знаеш, онака испана, да, Титаниум да бидеме. И мака до ден денес како да напиша ТХ Титаниум не пише, абе да види џупско. И почнавме 2007, ја нешто имав спремно текстови, ова, она, вака, така. И веќе 2008 снимивме нешто како микстейп, си окрстивме Вандализам. И веќе оттаму со проект 22 кога спремивме, еве денеска 10 години. Ова евент беше најава за 10 годишнината. Со ова евент почнуваме малце да се вратиме назад, да вида како е, да не забора дека рецитираме, ме разбираш? И да си спукаме овдека, ќе одиме после Кочани, ќе одиме Битола и сето така ќе си свртиме за во Прилеп, концертна промоција со артисти од други градови. Почнав на многу мала возраст да ги изучувам тие работи од прво се заразив истиот hipgomacedonia.com сајтот кога го најдев не сакајќи го скрос најдев на интернет. Алек од Браќа по крв исто беше доста голем виновник за тоа. И некако стапив во контакт со него да почнам да пишувам и таму стати. Автоматски кога треба да пишуваш за рецензии, го слушаш албумот детално, скроз детално за продукција, за се и автоматски учиш, едуцира се за албумите. Препушти микрофонот кога сум на видик, без физик, сум на бова кајка тебе бати свини. Претувам нема веќе, еду кој ке не сум, ко фреперот сега ке рапувам по-различно од тебе. Чекај за момент, ти рапуваш за ништо, во затоа што и да пишам ке биде по-добро од твој хип-хоп. Нека биде чисто, почне на екипа на пијан и вика дека Титаниум е сила. Свето тука утра како бум, хип-хоп, па нека чујат класи како клуб, хип-хоп. Навина прам факта, хейтери не памтат, дрмаме во ваш град. Идеме јако како никогаш до сега, никој друг и никој нема, мако звуки ваква тема, нема пермаква. Сите градови да чујам централен запад. Сега е времето кога сум наподен, немногу нега се како на багаж, кога на виде сме зашто? Титара кува е рапери, глума е хип-хоп, дура е такови фура е хипери, кураци, нека се глума бе мало направи.
ultra kako bum, hip-hop Pa neka čuje klasi kako klub, hip-hop Novina prav fakta, hejteri ne pantan Drma po vaška Ideme jako kako niko možda svega Niko drugi niko nema, mako zvuki vakva tema Nema pera makva, svi te gradovi da čujem centralen zapad Yo, esta slušao si do Dalmacija, si ulica i podzeme Ja sam racija, raperi da se gore Kaj da si polnoleten, hej to zabranete posle 9 I za krajno brat, nema niko nije dobar Raperi ve srevo, film pa eve satva Pada bakva taka brata, kućena do koska Titanium nabira drugi vreme kad se prodosta Bum, brat, zvuk od buka ultra kako bum, hip-hop Pa neka čuje klasi kako klub, hip-hop Novina prav fakta, hejteri ne pantan Drma Da me čuja, ideme jako kako niko možda svega drugi niko nema, zvuki vakva nema pera makva Svi te gradovi da čujem Centralen zapad, centralen zapad, Skopje me sakam